Над 1300 лозарово воштари од тиквешијата се уште чекаат на исплатата на обештетувањата од измрзнувањата и сушата, а од кои беа погодени во изминатите неколку сезони. Обвинуваат дека ресорниот министер Николовски исплатата на штетите ја правил селективно. За измрзнувањето министерот Љупчо излезе како да е заболекар. А у Росоман измрзнување плати, во Неготино не плати. Во Демиркапија плати, во Воландово плати Гевгелија, а ние бараме за цела Македонија, како здружение бараме за исплата за цела Македонија. Лани имавме исто проблеми и 2019, ева плакатата од другата страна виче обеле книгата. Од 2019 имавме суша, истиот район, Кавадарци, сега цела Тиквишија. За да не се доцне со исплатата, лозарите уште лани предложиле овие средства да бидат обсигувани преку известно зголемување на цената на редовните субвенции. Но и тука се појавил проблем. Требеше да не обештетат тогаш, баравме за субвенции да се качат на 78.000, така да обештетување редовните субвенции, да се однаде. Со другото здружение отидија си прифанаа, како си прифанаа, исплатија па 2 динара на кило, не исплатија. Во Кавадарци имаме поднесено 1075 корисници што бараат помош, оштетени од сушата. Во Неготино 250 има. И сега уште чекаме. Нема ништо штета. Револтираните тиквешки земјоделци бараат штетата да им се исплати веднаш, бидејќи вака не можеле повеќе да функционираат. Штом немаш од лани приход, како ќе функционираш годинава? Прашува Јошев и додава дека со ваквите состојби во македонското земјоделие, а кои се таложат со години, под голем знак прашалник се доведувало и понатамошното обстојување на лозарството како гранка, бидејќи се повеќе лозја останувале необработени.